Изведби од музичката, театарската, ликовната, балетската, оперската, како и танцовата уметност, ќе ги опфати 40-тото поред Скопско лето. Детали за програмата беа најавени денеска на пресконференција. Од срцето на градот стотина домашни и странски уметници ќе ја подарат својата уметничка душа на скопската публика преку изведбите и мајсторството на раскошните креации. Повеќе од 50 на програми распослани на плоштадите, театрите, музеите, галериите, преку концерти, балетски и театарски представи, изложби, кафе, киното, ќе се доближат до вас да уживате во духот на урбаната уметност. Ќе има програми од оние најмладите за најмалите, значи од програми за деца до повозрастните, за програми за оние кои што можеби културата повеќе сваќаат како забава, но и за тие кои што се со повисоки естетски критериуми и мерила. Покрај ликовната уметност, во висок степен ќе биде опфатена и музичката уметност, која ќе се одбележи со гала концерт на Македонската опера и балет на Денот на музиката, како и првиот ден од летото. Традиционално тие отварања се за нас посебно убави, имаат некоја убава енергија и никогаш не се случило нешто непредвидено или неубаво, како што знае да се случи друг пат, токму поради нашето долгогодишно пријателство со вас. Представниците на дирекцијата го најавија почетокот на 19 јуни со изложба на ликовниот уметник Глигор Стефановски под име Гребење на просторот. Првата идеја беше да направиме ретроспектива на процесот на размислување кој го има во изминатите години, кој на некој начин беше за македонски услови или и за југословенски необичаен процес, така да направиме ретроспектива на некогаш неостварени дела, кои имало скици, проекти. Скопското лето представува еден од символите на летниот период на Скопје, во кој уживателите на уметноста може да се опуштат. Граѓаните може да очекуваат секојдневна забава до 31 јули.